Добро вечер, уште едно ново издание на Интеграл. Во среда во 19 часот зборуваме за една специфична тема која што можеби како споредна тематика многу пати досега е спомната со претходните соговорници во претходните изданија, меѓутоа сега сметам дека е доволно вредно да се посвети 30 на минути конкретно да зборуваме за децата или како што мојот гостин вели, најголемиот народ, најголемата нација на планетата. Развојот на толеранцијата и разбирањето на другите култури се развива во најрана возраст, меѓутоа каква е ситуацијата кај нас на тој план, каква е правната рамка која кај нас се однесува на антидискриминација кај децата, дали медиумите доволно работа за подкрепа на тој став за развој на културна толеранција на најрана возраст, и ако сакаме интеркултурно компетентни личности, тогаш дали доволно работат сите соодветни институции на изградба на таков дух кај децата во нашата земја. Само дел од оној репертоар на прашања кои што ги имам за мојот гостин вечерва, господинот Драги Змијанац од Мегаши, прва детска амбасада, добро познат работник во невладиниот сектор со, се разбира, посебен акцент на правата на децата. Добро вечер за вас и добре дојдовте во Интеграл. Добро вечер до тебе и до гледачите на 24 вести. Од прилика направи вовед зашто би се задржале правата на децата, меѓутоа со една потесна специјалност. И психолозите, и социолозите, и сите други кои што би рекол дека се доволно вредни да бидат спомнати кога станува збор правата на децата и развој на таа културна толеранција и така натаму, зборува дека тоа е многу битно уште во предучилишна, училишна возраст да се развива основното образование. Сега тука го имаме ова интегрирано, меѓутоа од сектор граѓански, одно што директно сте вклучени секојдневно, претпоставувам имате и ваше стручно мислење. Културната толеранција секако познато им е на гледачите дека се учи од најмали нозе, од семејството и во градинката. Значи, за да имаш толерантност кон некого треба да имаш разбирање и почит, треба да го запознаеш. А запознавањето се учи само ако децата се взаемно вклучени во некоја игра, во некоја забава, во некој заеднички простор каде што ќе може да се запознаат. И има обиди во неколку градинки да се потикне тој мултикултурен карактер на меѓусебно запознавање, билингвален начин на учење на јазици. Мозаик претоставува. Мозаик, да. И не само мозаик, туку има и училишта каде што се интегрира децата преку парафразирање, не наметнување на јазикот на едниот и на другиот, но она што сакам да го кажам е многу важно дека прво треба самите родители, возрастните да имаат да бидат вклучени во тој процес, да децата навистина ненаметливо го учат јазикот, културата, традицијата на другиот. И морам да кажам дека мора да се даде приоритет на учење на јазикот од најмали нозе, на другиот, на овдешниот јазик, повеќе да се даде приоритет на овдешниот јазик, отколку на странскиот. Можеби ќе најдам на критика кај некој од возрастните, од родителите, но не можеме да очекуваме заеднички живот, градење на заедничка иднина, градење на заеднички вредности, каде што активно ќе учествуваат најмалите уште од детска возраст, ако тие не бидат активно вклучени во тој процес, уште од најмали нозе во градинка. Така, драги, спомнавте дали некој ќе ви замери или не. Не знам дали би ви замерил во контекст на тоа, затоа што тоа е и директна препорака од Европската комисија во оној сегмент на човекови права и развој на интеркултурните односи кај нас се вели правото, односно можноста да се учи друг јазик на друга заедница во Република Македонија да се добие приоритетно место во таа насока за сметка на вторстрански јазик. Не, јас идам од аспекти како родител. Нормално јас сакам моето дете да знае англиски, француски, германски, но како ја во една мултикултурна средина, општество, Македонија е еден таков голем конгломерат да едноставно се среќаваме катадневно еден со друг. Јас многу не го почитувам зборот соживот, јас повеќе интервенирам во процесот на градење на заеднички живот, а заедничкиот живот може да го градат само млади кои не се оптоварени со бекграундот, со товарот што го имаат возрастните, кои припаѓаат на одредени политички структури, нивното влијание го пренесуваат во домот, а го слушаме секојдневно јазикот на говорот на омраза од страна на политичките партии во собранието, во комисиите. Сето тоа се пренесува на товарот на детето. Детето тоа не го разбира, детето не знае да мрази. Него всушност не треба ни да му даете можност да го учи јазикот, едноставно дајте му време, простор, игра
и ненаметливо децата може да си меѓусебно најдат заеднички јазик на комуникација. Да, меѓутоа треба да има една релаксирана атмосфера за тоа а дали ја има? Па од време на време се создаваат тензии. Посебно меѓу средношколците и организирани тепачки и напади и така натаму. Ние работиме на еден подолгорочен програм. Прво беше градење култура за меѓусебно разбирање и почитување, па потоа сега е мировно образование. Се обидуваме преку мировното образование, преку ненасилна разработка на конфликти, преку организирани форми на форум театар, на денс театар, да младите активисти во мировните клубови на 3 гимназии во Скопје, Панче Караѓозов, Никола Карев и Здравко Цветковски, активно бидат вклучени и дадат пример за останатите како да помогнат да стереотипите и предрасудите и говорот кој го продуцираат возрастните и неодговорноста на политичарите, би рекол и во законодавната и во извршната власт, ја избалансира со еден нов модел на меѓусебна комуникација преку растоварени од она што го имаат возрастните во однос на создавање на фронтови бариери, сепаратно учење во смени, одење во различни локации и места на различни етнички заедници, и вие не можете да очекувате мултикултурно општество без конфликти ако младите не на начин или не ги потикнете или не им овозможите простор меѓусебно да се запознаат и дружат. Кога веќе ќе ги потикнете, ете например во вашиот проект или програма, каква е нивната реакција? Има ли слободна волја или пак доброволно желба да се учествува во таков проект? Имаат самите идеја како да го спроведат активизмот, мировниот активизам во пракса. Јас дури сум изненаден колку и професорите активно учествуваат во сето тоа, дури директорите се активно и се гордеат да имаат еден таков програм. Она што нас не загрижува, мислам дека во континуитет не се работи на оваа проблематика. Клучни се првите години од развојот на детето, неговиот раст и развој. Ако детето се интегрира во една градинка каде што ќе може да ги запознае своите другарчиња од различностите, и при тоа не биде оптоварен од притисокот на возрастните, верувајте дека тоа дете многу едноставно ќе најде начин да комуницира со своето другарче и нема да има никаков проблем да запознае многу повеќе отколку ако вие му дадете задолжително да ја изучува културата, јазикот на другиот со некој одреден предмет. Значи, преку игра, преку забава, ненаметливо децата едноставно се интегрираат без никаков проблем. Само им треба некој медијатор кој ќе биде тука покрај нив и кој ќе ги насочува. Добро, колку граѓанскиот сектор има тука влијание, еве конкретно, дали МЕГАШ или другите невладени? Јас верувам дека граѓанскиот сектор има огромна улога, затоа што тој е всушност мостот на пропустите што актуелната власт или предходните власти или оние структури државни ги компензира, бидејќи граѓанинот како индивидуа не е доволно моќен да спроведува одредени активности и може он на неформална форма да покрене иницијатива, меѓутоа многу често тие иницијативи губат на динамика или пак се разводнуваат ако се вклучат одредени политички структури или лидери. Имало многу движења кои за жал не успеале. Еве јас на пример ми беше чудно како маршот на мирот организиран во Скопје имаше само 1500-2000 граѓани. Тоа беше една прекрасна идеја, една порака не само за мир, порака за заеднички живот и почнав да размислам колку е тоа во проценти од 2 милиони луѓе кои живеат во Македонија. Дали луѓето едноставно се плашат граѓанско-активистички да излезат да го изразат својот глас или пак се гледат зад сето тоа некоја организирана форма на влијание на одредени политички структури и политички партии. Така, спомнавте говор на омраза и општествено-политички фактори кои не внесуваат мултиетнички дух во изградба на заедничка држава. Јас прво сметам дека говорот на омраза е секојдневие. Значи, нема кодекс како може еден одговорен политичар да се однесува со почит, респект кон другиот, независно од која политичка структура. А потоа тоа е пример? А потоа тоа не се свесни дека тоа всушност генерира многу причинско-последички односи, влијание не само на политичката структура или пак би рекол родителите кои се следбеници на одредени политички партии, него самите деца ги имитираат политичарите со сличен говор и се стават во одредена групација на одредени симпатизери. Ние сме реагирале за време на избори,
и дали се тоа парламентарни, локални или председателски, каде што гледаме децата максимално се инволвираат не само во лепење на плакати на нивниот миленик, туку се во првите редови на грбовите на нивните родители. Реагиравте ли, имавме такви случаи на злоупотреба на деца во политички кампањи? И сакаме да им објасниме дека тоа е политичка злоупотреба. Не, што произлегува од тоа? Вие реагирате и потоа што? Па политичките партии мора да сватат дека има ли резултат конечно? Има резултат, почнува да внимаваат. Имаше, се сеќавам пред неколку години, токму Ристо Пенов имаше една кампања каде што сите билборди беа замаглени со неговото присуство, но во една ситуација имаше едно дете каде што се гледаше очигледно дека е дете. И јас се сеќавам, дури јас на Саздовска, мислам дека му беше нему во штабот, Драги вели, навистина има злоупотреба. Да, и го тргнаа тој... Значи, сепак има ефект. Има ефект, ако ништо друго, за идните акции и промотивни кампањи. Ние вака им велиме. Драги, само момент да издвоиме простор, бидејќи на линија ја имаме професорката Ана Фрицханд, ако дозволиш. Ана Фрицханд, затоа што зборуваме за развој на интеркултурен сензибилитет и колку е тоа битно и колку раната возраст е битна да се укажува на тоа за таа културна толеранција, развојот на идентитетот и сите тие психолошки моменти. Асистент професор Ана Фрицханд, претпоставувам дека сме веќе заедно, директно во ова издание на Интеграл и се разбира од психолошки аспект ваше размислување. Добро вечер, Превин. Да, добро вечер, Един. Па, дефинитивно, она што го рековте вие е многу важно, каков модел ќе бидат родителите уште во раната возраст на децата, затоа што децата учат по модел, така што она што родителот ќе го смета за важно и ќе го моделира како однесување, било вербално, било невербално во односу со другите луѓе, дефинитивно ќе се види во однесувањето на детето. Така што уште рано би требало да почнат да се пренесуваат тие вредности за меѓусебно почитување, меѓусебна толеранција, прифаќање на другиот различен од нас. Затоа што интеркултурата во суштина и значи не само живење, во суштина не живење покрај другиот, паралелно покрај него, туку живење со него, во смисла на учење на она што е карактеристично за неговата култура, прифаќање на таквото, разбирање на истото и во таа насока што порано се почне, тоа подобро. Тука се родителите дефинитивно многу важен фактор. Така. Таа културна толеранција, развој на истата и тој ни беше моментот развој на идентитетот и во тие првични години, еве да го земеме процесот на основно образование. Тука ги имаме сега зачетоците на интегрирано образование, претпоставувам дека тоа ќе биде во поволна насока за сето ова што го зборуваме. Па јас искрено сметам дека ќе биде. Еве, чисто ќе ви дадам само пример преку се поголемиот број истражувања кои што се прават во поглед на психолингвистиката и да речеме двојазичниот идентитет и повеќе јазичниот идентитет кај оние кои што се говорители на два и повеќе јазици. Најголемиот број истражувања покажуваат дека токму овие дечиња кои што се билингвални уште од самиот старт, од самиот почеток, значи растат во семејство каде што родителите припаѓаат на две различни култури, изборуваат два различни јазици, тие се пред своите врсници подоцна во текот на развојот во многу компоненти, значи во многу домени, и интелектуално, и од аспект на социјалната интеракција, и емоционално и така натаму. Значи, дефинитивно е нешто кое што придонесува кон севкупниот развој на детето уште од таа најрана возраст. Одлично. И благодарам за вашиот став, професорка. Беше задоволство да ви имаме во ово издание на Интеграл. Беше тоа Ана Фрицханд, асистент професор на катедрата по психологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Спомна професорката два битни моменти: улогата на родителите, тој семеен момент на образување и изградување на личности, она што се рекува културна толеранција. Ние сега зборуваме за интеркултурно образование, интеграција, интеркултурни односи во Македонија. Ние сме тие што сме, тие заедници во Република Македонија, меѓутоа одиме кон Европска унија. Тогаш е веќе едно семејство од 500 милиони жители и тогаш интеграцијата е допрва еден предизвик кога односите ќе бидат уште по-комплицирани и по-комплексни. Јас ќе дам еден чекор понапред во однос на ова што сакате да ме прашате. Ако еве колку едукативни
програми има во националните телевизии, каде што се промовираат во одредени вредности на почит на другиот, на толерантност. Имаше една емисија, ако се сеќате, Наше мало, и тој продуцираше одредени вредности кои беа многу близко до она што всушност ние треба да бидеме. Значи, ако не работиме паралелно и со родителите, и со влијанието од страна на медиумите, не можеме да очекуваме ние и училиштето, воспитно-образовниот процес, дека децата самите ќе го моделираат процесот на заедничко живење, разбирање, почитување и толеранција. Значи, мора да имаме некаков модел. Овој пример со Мозаик и примерот со интегрирано образование во Јагунос и Рајко Жизифов се добри модели. Треба да се ги следите програмата. Какви се досегашните резултати? И се допаѓа затоа што таму приоритет се дава на меѓусебната комуникација повеќе на заедничкото дружење и игра отколку на изучување на јазикот. Всушност наставниците се тие кои ги парафразираат од едниот и другиот јазично ненаметливо децата да го навикнат увото на различноста на другарчето негово и тогаш имаат поголема волја да го учат јазикот отколку ако им биде тоа наметнато и задолжително. Иако сметам дека 6 години се сосема добар почеток да децата го научат својот мајчин јазик пред се, а потоа да го научат јазикот, како што кажа пред малку, на најблиските во нивното окружување и подоцна веќе да изучуваат и други странски јазици, како што се англиски, француски, германски и така натаму. Ако вие не го знаете јазикот на другиот, имате потешкоти да комуницирате. Колку е минус или плюс, сега ваш коментар на тоа што кога станува збор за интегрирани такви проекти, интеркултурно образование во медиуми за каков и да е програм да се работи, 90% од тие доаѓаат од страна. Значи од буџетот од националните институции, ресурсите финансиски, економски и кадровски се минимални во таа. Ве разбирам, се доаѓа со туркање дека треба некој друг модел. Еве, интегрираното образование е норвешки модел. Значи, добиваме поддршка од норвешката амбасада, насен диалог го спроведа. Значи, треба Министерството за образование да ги прифати таквите модели и да ги буџетира од сопствени домашни. Затоа што корисниците сепак на тие услуги се нашите деца, односно нашите деца во градинка и во училиште. Но сега и да изградиме таков модел, имаме друг проблем. Зашто сакам да кажам. Многу малку деца се вклучени во предучилишно образование. Значи, ние работевме со 20 на општини во Република Македонија со ранливи групи на деца и откривме дека од 9 до 15% се максимално вклученост на деца во предучилишно образование. И вие ако ги изгубите децата во предучилишно образование и да можете заедно со нив да работите, не можете да очекувате да бидат вклучени и во основното образование. Значи, оперираме дури со некои бројки кои се многу проблематични за државата. Баравме и од Министерство за образование и од Државниот завод за статистика да не негираат дека во Македонија има 6% на деца кои воопшто не одат во основното училиште. Тоа се бројка од околу 18.500 деца. Ние даваме податок кој досега исто така не негирал дека 1500 деца воопшто немаат извод од матична книга на родените. Тие се невидливи за државата, тие не можат да остварат ни едно право, ни образовно, ни здравствено, ни а не за друго нешто. А не да збориме за интегриран модел или да збориме за градинки како типот на Мозаик во Тетовско и така натаму. Така, кој што беше во прекин исто така поради финансии, за да потоа биде превземено под капа и покровителство на владата. Добро, меѓутоа како е во реалноста? Малку фали да ги имаме инцидентите кои што ги имаме секојдневно за жал, така, тука се тепачките и така натаму, каде што во добар дел спаѓа популација која што е токму ваша целна група децата. Добро ги знаеме пејоративните термини кои што се употребуваат од едните кон другите, од другите кон првите и така натаму, кои што нормално нема ние да ги спомнуваме, а сето тоа претпоставувам дека во добар дел е резултат како недостаток на сето ова претходно што го зборувам. Ништо ново нема да кажем ако нашите училишта се претворени пред се во настава, во образование, дека многу малку се работи во воспитнието. Ништо нема ново да кажам, ако многу малку простор се посветува на младите во неформално образование, работилници, форуми, дебати, каде што тие меѓусебно ќе можат да се запознават и да комуницират и да ги искажат проблемите. Ништо ново нема да кажам ако психолозите и педагозите многу малку превенираат конфликти. Ништо ново нема да кажам ако има организирани тепачки не само во училиште, туку надвор од училишниот двор. Нема ништо ново да кажам дури и да има полицаец во секој училиште дека конфликтите и тензиите
ги има, дали во автобуси, дали на други места, едноставно треба одговорноста е на оние кои ги донесуваат одлуките. А одлуките ги донесуваат политичките партии и они се главни во креирање на атмосфера, на заемна почит, разбирање, градење на заедничка иднина. Добро, значи, се додека немаме им одговорни политичари, кои дури имаме ние етнички партии, немаме граѓански партии, немаме партии каде што ќе се негува мултикултурализмот, заедничкото живење. Јас кој ќе ви кажав, кој ќе слушнам термин соживот, за мене значи соживот еден покрај друг. Ти си таму, јас сум тука, ти не ме чепкаш, ја не те чепкам. Тоа е твое делче, ова е моје делче. Тука нема многу можност за заеднички да градиме иднина. А ако во исто ова парче земја или територија или вредносен систем веруваме и вградиме и ти и јас уште како малечки, и веруваме во тоа дека можеме да измениме, значи ние треба генерации да вложиме за да овие политичари и дојдат некои нови кои ќе знаат што е тоа мултикултурализам, што е тоа заедничко живење, колку е важно да се вложи во младите што од најмали нозе да веруваат дека има перспектива, дека различностите всушност прават една вредносен систем кој може Македонија да биде најдобар пример во светот на не само на почит разбирање толеранција, тоа толеранција дури ми доаѓа како нешто наметнато. Почит разбирање е нешто што е многу битно, а за да има почит разбирање, веќе напоменав, морам да имам интеракција со соговорник, визуелна, лице в лице, не преку социјални мрежи, не преку Facebook или не знам кои други се, Twitter и така натаму. Лице в лице меѓу младите, децата уште во градинка, основно училиште, за да они бидат носители на некои идни одлуки во нивен интерес на нивните деца. Така. И тоа е веќе една регрутација на потенцијал на Македонија кој треба уште сега да се инвестира, за да после 20 години немаме вакви проблеми како што сега ги имаме. Така, со тоа се слагам потполно и ќе се навратам само на моментот на заложбите на политичарите. Меѓутоа, колку тоа држи вода, кога нешто ќе се промовира и на хартија, во говорите, па декларативно се согласуваат. Декларативно се согласуваат, ја немам слушнато ниту една, што е позитивно се разбира во тие рамки, политичка партија или организација која што ќе спомне дека не е за кохезија во општеството на поетничка и друга линија и така натаму. Меѓутоа, колку таквите заложби декларативни нели паѓаат во вода веднаш кога ќе ги погледнеме нивните директни однесувања меѓу нив самите. Зошто тоа не го направат преку конкретен пример, туку останува само на зборот? Сега ќе ви кажам, значи они немаат волја пред се да го расчистат конфликтот 2001. Значи ние имаме еден процес на проблем на помирување, на враќање на довербата. Вие знаете колку луѓе од кризните региони во Република Македонија луѓето не се вратија во нивните домови. Ние имавме прифатилиште кај нас за деца погодени од конфликтот 2001 од Рачиново. Нито едно семејство не се врати. Беа кај нас 5 години. Ни се родија 3 дечиња. Тоа беа добронамерни луѓе кои под притисок се иселија од нивните родни огништа. Немаше процес на реинтеграција, на враќање на доверба, на враќање на мостови, на помирување, на сочување со минатото. Вие бескорисно е да им градите нови домови ако овој процес го занемарите. Значи, тој процес на меѓусебна доверба, мислам дека треба да се реинвестира, за да навистина Македонија излезе од ова, би рекол, полуконфликтна ситуација во која најголема штета се нашите деца, кои не знаат како да се справат со конфликтите кои ги продуцираат возрастните. И тие, бидејќи, како што кажа и соговорникот, родителите и политичарите се модел, тие едноставно тој модел го земаат како нивни. Апсолутно, затоа изборуваме за децата. Ситуацијата и односите какви ги имаме сега се тие какви што ги имаме и ќе видиме времето што ќе донесе. Меѓутоа станува збор како да се изгради една нова генерација на интеркултурно сензитивни луѓе, сега деца, меѓутоа некојаш зрели личности кои што ќе можат соодветно да одговорат на тој предизвик. Само уште еден момент и пример, ако ние сме веќе мултикултурно, функционално, интеркултурно и такво општество, механизмите каде се? Или само останува на зборови? Значи институционални, во образование, во медиуми, не само коректор, туку сам создавач на политиките во старт. Коректорот е веќе постфестум на поправање на состојбите. Оваа структура на политичари едноставно водат доволно сметка само за две нешта. А тоа е дали ќе добијат глас на избори и каква ќе биде препораката или
критиката или пофалбата од меѓународниот фактор. Не, од меѓународниот Она фактор што- во континуитет се вели дека имаме значи сегрегација по етничка и по јазична линија во училиштата. Одете вие И во тоа е во 4 извештаи на Европската Точно. комисија. Одете вие во континуитет. средните училишта и основни ќе видите. Не може со 2-3 примера на интегрирано образование, Јагуновце или Градинки и Мозаик, да очекувате промена на свеста на генерации кои ги пропуштаме веќе 20 години.